што тоа го изискува политичката сцена, специфичноста на одредени општини, тој не исклучува и соработка со Дуи Али Ахмети, тоа веројатно ќе биде црвената линија или рубиконот кој не сме условно кажано Арбен Таравари да го премине, како што вчера видовме од средбата со премиерот Мицкоски, на кои се веројатно разговарале за повеќе теми во јавноста. Се уште немаше дадена директна информација каква ќе биде политичката траекторија на Арбен Таравари, односно дали ќе остане во владата како помал, условно кажано, етничко албански коалицијски партнер или ќе му биде покажана излезната врата од Илинденска безброј. Тоа тука ќе биде детектирана идната македонска политичка разврска на македонската политичка сцена, бидејќи дефинитивно политичките карти ќе бидат измешани, особено во така наречениот етничко-албански политички блок, бидејќи доколку отстапи од министерското место за здравство, кој е ресор кој е најпосакуван, бидејќи буџетски најмногу тежи, тука е прашањето дали сите негови ресори, директори, заменици, министри, директори на институции, па и самото Министерство за здравство паритетно ќе биде дадено на преостанатите партнери од коалицијата Влен кои веќе се пререгистрираа во политичка партија, унисон партиски субјект, или пак ќе биде тоа еден лакмус тест самиот премиер Мицкоски да направи еден вид на политичка мини реконструкција